Тоа е прво чувство кога гледаш дека можеш да излезеш надвор и да ја представиш музиката и тоа на македонски јазик. Го потенцирам тоа затоа што многу луѓе се обесхрабруваат од старт, уште пред да почнат. Сакам природен мед, како замана за шекер, сакам бои што прават, да не сме сами веќе. И на дожд, и на ветер, кога небото се смее. И ти се смееш. Мојот дом е таму каде што ќе посакам. 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 Мојот да се бавиш со музика, понекогаш многу често можеш да се посомневаш во себе, особено со авторска музика, пошто се релативно, кога нема некоја објективна вистина, дека никогаш не знаеш дали си на право место. И некако таа награда ме смири и ми даде доказ дека сум окей, со тоа што го правам, дека треба да продолжам во таа насока. Тоа е големо признание, особено надвор од мојата земја и баш ме измотивира да продолжам во таа насока и годинава да повторно да го правам тоа што го правев лани, да патувам, да имам концерти. Мислам дека моето постоење како артист, мојот организам си има створено свој некој одбранбен механизам, да јас си живеам во еден свој свет, розов свет, еден бабл, за да можам јас да функционирам така, за да можам да творам и да бидам надежна и да го задржам детето во мене. Нели, не би било интересно ако немаме надеж и радост за работи што не можеме да ги видиме во моментов, ама се тука и постојат. Секогаш музиката ми беше нешто што ми беше надвор од се што се случува во реалноста, ми беше моје место каде што ја можам да си бидам своја, како не знам, нели малите девојчиња си пишуваат некој дневник, јас така си пишував песни и си ги чував само за себе. И со тек на време сватив дека од тоа може да излезат и некои добри песни. Среќна сум во слободата што ја имам, да се бавам со правење музика и настапување. Огромна слобода е да можам да се бавам со волку креативно нешто и да ја имам таа можност да патувам и да ја пренесувам таа музика. Тоа ми е многу мило што е така, што има некој таков убав свеж бран и дух на инспирирани музичари што прават музика без разлика на се и што се сплотуваме и правиме настани и не зависиме од институции, туку сме ние самите таа движечка сила.